Ана Салтирова-Давидовски е авторка на игри наменети не само за деца, туку и за возрастни. Јас првично бев од светот на големите и како добив деца, сватив дека има вештини што треба да ги научиме децата за во светот на големите, а децата учат преку играта. И така ствари настанаа сите игри. Што би рекол Жан Пиаже, играта е работа на децата. И во основа покрива многу сегменти, а тоа е емоционална саморегулација, учи на социјална интеракција. Да се регулираме оној момент кога ќе биде тешко, кога ќе губиме во играта, како постапуваме. Социјална интеракција, учиме како со другите. Учиме вежбање, решавање проблеми и исто така учиме креативно решавање. Ќе се најдеме во баг во играта, бараме како да го решиме и тоа мора да го правиме на креативни начини за да поминеме на следното ниво. Од таа гледна точка, како некој кој што се интересира и од научна гледна точка, го чепка кои се бенефитите за децата, за развојот, за мозокот. Значи, лачи допамин, што е хормон на среќата, мотивација, на учење. Прави балансирање помеѓу левата и десната хемисфера, посебно кога е креативна и имагинативна играта. Од друга страна, исто работи на развивање на предфронталниот кортекс, го стимулира и невропластичноста, формира нови врски, како учиме нови правила, како учиме нови конекции. И исто влијае на саморегулацијата, зашто ја смирува амигдалата кога ќе го допие допаминот. И ако земеме се ова во предвид, наеднаш доби во замката да почнам да гледам брендирани продавници со скапи играчки и сватив дека таму не е магијата, него таму е маркетингот. Почнуваат на мама, се прилично различни. И така ствари дојде целата идеја со креирање на игрите, кои што почна да станат забавно дури и за мене. И не само што ги креирам, моите игри уствари не се од најзабавен карактер, значи не може да им ги дадеме на децата и тие да очекуваме сами дека ќе си играат, им треба поддршка од нас големите. Првата игра што ја креирав беше играта Благодарам, која што може да се игра на 3 начини и беше како подарок за сите читатели на книгата Благодарам. И затоа може да се игра на 3 начини. Првиот е како борд гейм, вториот е како детето да е пиончето, значи сите чекори да се посложени, третото е со едноставно излекување. Има 28 кулиња, како 28 чекори за искажување благодарност. Например, една од нив е направи селфи за она за кое што си благодарен. Притоа, не сакам да ги исклучиме работите со кои што се секојдневие на нашите деца, него напротив да ги вклучиме. Заради тоа што целта на играњето, како што не е идејата да играме по моите или по нивните правила, да најдеме нешто што е добро за нас. Потоа, во самата книга имаше 4 активности, дел од нив се исто како игри, па настана втората книга, каде што има 50 идеи, таму има доста игри, не се сите игри за негување на благодарноста, но има игри. Тука направив преработка на добро познатите игри кои што прераставме Меморија, Црн петко и Магара, со што Магара е сега преработена, наместо да ги собираме буквите Магаре, ги собираме буквите Благодарам и наместо да викаме јас сум Магаре, викаме јас сум благодарен за. За овој летен период ја направи играта Досадно ми е. Може би најчесто употребуваниот израз од децата кога имаат повеќе слободно време. Всушност, здраво е понекогаш да им биде здодевно. Значи, досадно е, меѓу другото така и почнува, дека не само што е здраво и наша работа не е тука да бидеме аниматори на децата и во секој момент децата да имаат што да прават и дека ако има досадно треба да го земат телефонот. Во досадијата се створиле најкреативните работи и треба децата да ги оставиме да им биде досадно. Јас кога ми беа помали, кога се досаѓаа моите деца поинтензивно, сега знаат дека не проаѓа приказката досадно ми е, знаат дека ќе им дам 3-4 идеи 5 и дека треба да се најдат ствари сама идејата, зашто тоа што јас им го давам како предлог не им се прави, што е фер. Јас секогаш им давам идеи што нема да им се прави. Како седи читај, седи повтори ова, направи вака, среди ја собата, шкафот не е среден, им текнува дека не им е досадно и дека има работи. Точно тоа е да бараме, да си го бараме поривот. Ја направив како 2 сегмента, значи има може да ја покажеме после, има прашања каде што да речеме вртиш што коцката, имаш 3 избори. Ако ти се падне еден во првото вртење, имаш те оно што можеш да направиш, па можеш да направиш, што знам, куклен театар со чорапи, можеш да направиш ревија по дома со се нешто. Може најразлични работи да се прават, тоа е едната верзија. А другата верзија е со сите материјали од самата кампања Личен избор, кој што се водил од на клубот на родители, кој што се забавно поучни, например, направи список на браво јас работи.
Значи вртиш целта на браво јас е да се присетиме што се добро сме направила и оној момент кога ќе биде тешко да можеме да се навратиме на сеќавањата или се беше тешко пред да стане лесно. Список на работи што сме ги savladali или кои се моите супер моки или што е оно што можам да контролирам, па е стаен джойстик каде што наведуваме работи на кои што ние имаме контрола да развиеме свесност дека има многу повеќе работи од тоа кое што се во наша моќ, независно колку сме големи или мали.